Пред да почнеме со емисијата, односно со нашите гости, денеска стандардно, како и секој четврток, меѓуто и секој ден, со мене во студиото е мојот колега Дејан Андоновиќ, со кого ќе поразговараме за последните случувања во меѓународната политика и светот. Велам добро утро за Дејан. Дејан, добро утро уште еднаш. Добро утро. Што можеме да издвоиме на почетокот, што и можеме како главен тикер, да кажеме, да издвоиме од случувањата кои што ја обележува изминат еден ден, 24 часа, ако можеме така слободно да кажеме? Во фокусот на вниманието е повторно Тајван, Кина и сето оно што се случува на Пацификот. Имено нова тензија се случува на релација Пекинг-Вашингтон, а причина е Тајван. Бидејќи председателката на Тајван се наоѓа во Лос Анџелес, каде што се сретна со председателот на представничкиот дом на Американскиот конгрес Мекарти, средба која Кина, барем кинеското министерство за надворешни работи, го оцени како тешка грешка. Што мисли по тоа тешка грешка, не знам, бидејќи не е наведено, но во секој случај е средба за која Пекинг смета дека е против интересите на Кина, бидејќи Кина нели го смета Тајван како дел од своја територија. И на некој начин ова се случува втор пат изминативе година дена, ќе потсетам пред година дена, председателот на тогашниот председател Ненси Пелоси на представничкиот дом отиде во Тајпеј и Кина тогаш се подигна исто толку тензијата и Кина направи некакви војни маневри, но тоа некако се затошка. Сега повторно имаме некакво војно раздвижување. Имаме војно раздвижување. Сега војните, меѓународните медиуми малку дигаат таа тензија од аспект на тоа дека Кина испратила 3 воени брода и неколку хеликоптери во близина на Тајван, но ако ги следиме малце подробно работите, цело време во тој дел околу Тајван Кина има своја морнарица и своје воени сили. Неодамна, односно завчера и преквчера направија неколку круга над 100 авиони, секогаш го нарушуваат војниот простор. Тајванскиот теснец е секогаш во центарот. Битката практично е да се држат тие рути околу Тајван, Кина да ги држи, да може трговски и секако поинаку да функционира. Од друга страна, Соединетите Американски држави, иако го немаат признаено Тајван, се имаат обврзано да го бранат неговиот интегритет и суверенитет на воен план, доколку е нападнато некоја земја, во случајот Кина, така да тензијата е таа. Кина повторно сега раздвижува воена морнарица, но ми се чини дека сето тоа ќе биде само на крај, ќе заврши како што заврши и предходните пати, ќе видиме докаде ќе оди оваа ескалација на односите. Во секој случај Соединетите Американски држави, бидејќи имаат интерес околу тој дел, да ја попречат Кина во нејзината доминација на Пацификот, не кријат дека ќе помогнат на Тајван. Пред 2 дена се отворени неколку воени морнарички бази на САД, на морнарицата на САД околу Тајван и на Тајван. Тајван нонстоп добива воена обука и воено оружје и опрема од страна на САД, така да Тајван не е за потценување како војска и како воена, како сила која треба да си го одбрани островот, но од друга страна Кина, нели, ова што го прави, само сака да докаже и да ги покаже своите мускули. Ме потсеќа на она со Русија и оние маневри пред да влезат во Украина пред година и кусур, кога нели 120.000 руски војници увежбуваа малце Белорусија, токму така и доле. Така да ова потсеќа на исто со тоа што ние сите нели на некој начин предупредуваме и ни личи дека Украина е само вовед во главниот светски воен конфликт, да тоа е битката за Пацификот. Ми се чини дека САД проценуваат дека сега е време да ја попречат кинеската воена доминација. Како ќе ја попречат? Преку Тајван, се разбира, бидејќи Кина, јас многу пати сум го кажал тоа е мое лично мислење, судејќи според многу експерти и од истокот и од западот, дека Кина и покрај тоа што е голема држава и покрај тоа што има силна армија, сама како Кина нема доволно воено искуство, нејзината армија одамна нема војувано, така да можеме да видиме слично сценарио како што ова се случува со Украина, само што јас ќе направам разлика. Мислам дека русите во Украина
имаат напредок, бидејќи кога држиш 20% од територија на една друга држава, која се смета дека е нели во светот дека е суверена, не гледам каков е тој руски неуспех кога држи над 20% од освоената територија. Западните сојузници да го негираат тој факт, сепак не спорене дека русите напредуваат. Не зборуваме дали ги постигнале целите и колкави се жртвите, зборуваме сега се префрливме за Русија и Украина. Ќе се задржиме уште кога ќе чујам дека Русија има неуспех во Украина, дај да збориме реално над 20% од украинска територија во рацете на русите. Па сега каква е тој неуспех воен зборам. Не зборувам на друг план. Сега околу Кина и Тајван ми се чини дека тежиштето полека ќе се префрли, бидејќи Западот очигледно увиде дека оската Пекинг-Москва не е толку силна како што од први се очекуваше. Во исто време имаме војна вежба во Јужна Кореја, околу 600, така прочитав, најголема воздушна војна вежба се случува помеѓу силите на Јужна Кореја и САД. Мислам дека и Јапонија има таму некакво учество. Тоа е таа друга оска на Пацификот. Токму така, тоа е триаголник кој што се повеќе и повеќе се актуализира. Што е интересно таму? Јужна Кореја, на границата за демаркација помеѓу Јужна Кореја и Северна Кореја, американските трупи бројат околу 72.000 војници уште од 1953 кога заврши граѓанската војна. Јужна Кореја и Јапонија во меѓувреме во сите овие години стана сериозни воени формации. Можеме да прочитаме дека ми се чини Јужна Кореја е 8 или 9 воена сила, Јапонија е 12. Зборувам како потенцијал воен. Така. Заедно со Соединетите Американски држави тоа е сериозен блок. Ако го ставиме тука и оној пацифички НАТО, што го велиме НАТО, Велика Британија и САД, гледаме дека полека воениот блок предводен од Вашингтон и Лондон, да не забораваме, и Лондон има некои империјални таму остатоци, е подготвен сериозно да ги попречи намерите во случајот на Кина. Дотаму се големи амбициите на овој англосаксонски дел што една Франција изфрлија, да подсетам, пред година дена со продажбата на мистралите и подморниците кои не исклучија Франција, едноставно Франција која и текако е исто бивша империјална сила и која имаше во тој дел од светот своји колонии. Значи, намерите се сериозни, ми се чини дека војната во Украина ќе трае преку украинците и пољаците, тоа што можеме да го видиме нели сега, но од друга страна фокусот очигледно ќе биде да се запре кинеската доминација, бидејќи кинеската доминација им смета на Вашингтон. И сега мала еден куриозитет, не знам дали забележаа гледачите, кој беше вчера во Пекинг. Вчера во Пекинг беше францускиот претседател Макрон. Кога отиде во Пекинг, ако направиме една мала аналогија, истиот тој Макрон пред година дена отиде кај Путин за војната во Украина и видовме што се случи потоа. Така дека кој една што може да наговестува дека од ова негова посета. Јас сум речиси уверен дека таму ќе дојде до некаков судир помеѓу армиите, помеѓу морнариците, војските. Не сум само сигурен кога. Дали ќе биде сега темпирано заедно со ова во Украина или ќе се причека таму да падне. Може ли светот да издржи уште еден конфликт на Пацификот? Што можеме? Па конфликт на Пацификот мора да има и тоа повторно ќе кажам, не е главната причина Тајван. Дури ако прочитаме малце подобро и тајванците, се кинези, кои немаат некаков голем проблем да бидат да си го задржат својот систем, зборувам економски, нели една Кина, два системи, дури би можели да преговараат. Се работи за кинеската доминација во тој дел, каде што Кина направи многу вештачки острови за да вади газ и како своји бази за ги користи за своји бази. Тоа им сили. смета на американците и на американските сојузници, кои нормално нема да дозволат Кина да доминира и можеби тие ќе проценат дека токму сега тоа ќе се случи. Дали тоа ќе се случи во пресед на претседателските избори за да се подига нечив рейтинг, или ќе се чекаат претседателските, тоа ќе видиме, бидејќи тоа ми се чини никој не може да го предвиде. Видовме што се случува со Трамп, сега можеби актуелното да Бела куќа можеби ќе процени дека е време да поентира
за да се подигне рейтингот на актуелното тамошно раководство. Бидејќи, ако земеме вака да ги гледаме работите, американците не можат многу да се пофалат за ова што се случува во Украина. И покрај се, мораме реално да зборуваме. Светот е турнат во војна, виновна е Москва која започнала, но не можеме да кажеме дека оваа другава страна сега, бидејќи за конфликт се потребни двајца. Тоа ми е идејата. Зеленски отиде во Полска денеска. Да, тоа сакав да напоменам, односно да се префрлиме на Украина. Зеленски од вчера е во посета на Полска. Од она што медиумите ги леферуваат првите информации, тоа дека Полска веќе ќе ги испрати своите 10 борбени авиони од советско потекло МиГ-29 на Полска, на Украина. Меѓутоа, тука не завршува, ајде да кажеме, барањата на Зеленски. Тој, како што успев да прочитам изутринава, се залага Полска да биде еден од нивните сојузници кој што ќе се заложува во иднина да добие уште западни борбени авиони. Има една интересна реченица за целата работа. Непријателот на мојот непријател е мој пријател. Значи, непријателот на мојот непријател. Полска е непријател за Русија, Русија е непријател за Украина, автоматски аналогно на тоа, Украина е пријател со Полска, иако тие нема некои големи пријателства, бидејќи Украина беше жртва на Полска у минатото, но сега непријателот на мојот непријател станува пријател. Зеленски таму, но има еден детал кој, не знам ти дали го забележа, ја го забележав, док Скелутина, прв пат Зеленски, јас морам да кажам, војсководец од Зеленски, најави дека ќе се повлечат од Бахмут, пошто до Нокеска не се повлекува од Бахмут, жртвите беа огромни. Не навлегувам во исправноста. Не сум таму, не можам да судам, сум против војна, сум против жртви, против секаков вид на насилство. Но тој одбиваше да се повлечат украинците од Бахмут. Паметиме сите изјави негови и во однос на Бахмут, дека не сме да падне, дека ќе се вратиме во минување на генерали, судир со началникот на генералштабот, украинските војни стратези најавува и инсистираат да се издаде наредба се повлечат тие сили, што браниме ние у Бахмут. Сега не сме геостратези, не знаеме, но големи се жртвите и сега кога веќе е освоен Бахмут, тој утринава прв пат изјави дека Украина размислува да се повлече од Бахмут. Дали војните овие западни стратези кои го советуваат го укориле, дали во Бахмут толку страшна состојбата да ги изгубија целата, а сигурно веќе го изгубија целиот град, мислам повеќе од известно е да тој сега сака да си се оправда во јавноста и ние ќе се повлечеме. Нема да се повлечете, вие сте поразени на некој начин таму и сега веројатно сака тоа да го прикажат. Зборам дека Зеленски има некои такви контраверзни, чудни изјави, барем судејќи според ова што можеме да го видиме и судејќи според некои луѓе кои се таму и кои го коментираат тоа и од двете страни. Значи, од Бахмут ќе се повлечат, што е следно, се очекува контраофанзива голема. Каде ќе биде насочена контраофанзивата ако до вчера беше Бахмут стратешки град за Украина кој што не смее да падне? Па Бахмут се зборовите на Киев, на официјалните власти на Киев. Киев најавува, а Западот тоа го подкрепи го потврди дека се плановите за голема контраофанзива, имено донесени се големи неколку илјади војници со овие нови тенкови, артилерија и војни орудија кои најверојатно преку Херсон ќе се обидат да го исечат коридорот и да отидат на Крим. Сега, тоа јавно зборење дека ние од таму ќе почнеме контраофанзива, малце војната стратегија тактика да не е логички. Слушај, ваму ќе те нападнам. Значи, една од, да кажеме, најважните работи во една битка, иако не сум воено лице, знам дека е факторот на изненадување. Сме гледале по историја како германската армија под Хитлер ја порази Франција за 4 недели. Па и самиот напад на инвазија на Русија на Украина, кога се преудицираше дека... Ова е, види, ја таму ќе нападнам у толку и толку сад, малку ми е витешки, што тоа денеска не владе во светот, но логиката вели дека
едино нешто што Украина може во моментот да ја возврати на Русија е да ја понижи со Крим. И тоа она го прави изминативе година дена, ги напаѓа војните бази таму, го уништи нивниот морнарички команден брод Москва, за да некој начин го наруши угледот на непобедивост и митот на руската армија, но на крајот на денот повторно не успеваат. Се зборува дури и дека го потрошил кредитот Зеленски и Киев, дека наводно Западот му рекол поминаа години нешто, вие ништо не направивте, ако не успеете со оваа контраофанзива, следното е да седнете на преговарачка маса и да се договорите со русите и да извлечете колку што можете повеќе парче територија што ви останало. Дали... Има и таква една теза, значи јас се кажувам тезата, тоа не е моја теза, туку теза на многумина кои дознаваат дека и тоа било во игра. Да оставиме да видиме дали ќе има контраофанзива, дали може би првиот дел од нашиот разговор ќе се удри една некаков воен судир во Пацификот и светот ќе се дефокусира и јавноста, па Украина нешто ќе се случува, тоа ќе видиме. Така. Уште едно прашање околу Украина. Дали овие анализи кои што ги спомена дека после пролетната контраофанзива која се очекува украинците да направат, дека ќе имаме конечно седнување на преговарачката маса помеѓу Киев и Москва? Јас повторно ќе кажам, со сите овие работи кои ги прави Западот кон Русија и Русија кон Западот, тоа ќе биде последен џокер во ракавот на Западот кој што ќе претпоставувам дали ќе се случи. Војната ќе заврши тогаш кога една од страните ќе биде победник. Сега јас повторно ќе го вратам истото. Контраофанзивата слушајте, ние на 1.8 напаѓаме, чувајте луѓе таму, зашто таму влегуваме, малку ми е аматерско размислување, изборувам во светот. Ако е така, онда се видовме, па може и тоа да го видиме. Мислам дека тие ќе се обидат да ја направат таа контраофанзива и дека доколку не успеат, дека подоцна ќе мора да седнат на преговарачка маса, бидејќи ни Западот веќе не може да ги финансира и да ја држи страната, туку може за прв пат да биде медиатор, па дали зборувавме преска, да се изненадам да ја пратат Ангела Меркел да биде медиатор од тој разговор, но да преговарат и да кажат, види, што остана од Украина, остана, сега тоа е тоа. Но има и друга варијанта, можно е да се започне тој воен конфликт на Пацификот, што веќе гледаме дека коцките се местат и да биде страшен дефокус за да се решат работите во Украина, некако сите да излезат со безнарушено достоинство. Не знам, во студиото влезе генералот Хаджијанов, он нека објасни на гледачите дали е логично да најавувате дека тогаш и тогаш со толку трупи ќе направите контраофанзива во тој и тој правец. Или можеби секој напад воен е првен успехот е факторот на изненадување. Така. Ден, кога влегувавме во студиото, денеска коментиравме кога те запрашав кој датум е денеска, интересен факт спомена на враќајте се во историјата, дека на денешен ден пред многу години нацистичка Германија 41-а изврши бомбардирање на започна нападот врз тогашно кралство на Југославија. Сега јас сум од таа генерација која ние ова моравме да го знаеме во училиште. За жал интересен податок да се сподели. За жал моите наставници кои тогаш можеби сметаа дека не сум нешто многу учел, сега да ме слушаат, ако има некој жив ќе каже ја научил добро лекцијата. Во секој случај на денешен ден со нападот, со бомбардирањето на Белград започна нападот врз тогашно СФР, кралство на СХС, многу се сменија тие Југославии, тоа е 1941, откако тогашната влада одби барањето на Хитлер да пристапи кон нивниот воен сојуз, претходно нели нормално, традиционално премина Бугарија, Унгарија, Хрватска, веќе почна да се раслојува внатре, Белград тоа го одби, беше бомбардиран и така започна нападот на Југославија, операцијата, веќе и заборев како се викаше, имаше некое кодно име, го знаеме тоа од партизански филмови, но започна нападот и тогаш почна распадот, избега кралот, тогашен Караџорџевиќ, регентот практично, избега во Лондон и тогаш почна тоа јако комунистичко движење, јако ројалистичко движење се појавија, балисти се појавија, усташи се појавија, четници и после 1945-та СФРЈ стана една држава за која многу генерации денеска жалат. Ти благодарам за твојот краток историски пресек и за оваа информација која што
верувам дека малкумина ја знаат и малкумина денеска би се посетиле на овој ден во Не би историја. требало да се игнорира овој ден на 6 април 1941, бидејќи е ден кога беше нападната тогашна СХС, мислам дека имаше и бомби во Скопје. И мислам дека беше, што ние бевме дел од таа држава, тоа на прва Југославија, и мислам дека падна и бомби, дека не ми земат за зло луѓето што знаат повеќе од мене, но мислам дека и во Македонија, дека и во Скопје падна и на неколку градови други. Така, уште кратко, во домашната меѓународна сцена што можеме да извоеме денеска и вчера. Скопје исто, како и минатата недела и предходно, домаќин на повеќе европски челници, ако можеме така да ги кажеме, во земјава беа Ако се од Европска унија, европски се. токму така и председателот на Хрватска, меѓутоа премиерот, да, се извинам, на Хрватска, меѓутоа и високи челници од Словенија. Целта на нивното доаѓање е овдека, барем од изјавите кои што ги даваат пред македонскиот аудиториум, е што поголема и односно побрза имплементација на договореното од францускиот предлог, меѓу која и промена на уставот. Јас обично сакам да се воздржам од коментари за внатрешна политика, но не ми се допаѓа кога во некои клучни мигови, кога некакви одлуки големи политички треба да се носат во нашава држава, а да се движат некои челници. Ке подсетам пред колку години, пред година ли беше кога доаѓа Меркел, па тогашната британска Тереза Меј, мислам дека се викаше, тогашната британска премиерка, луѓе кои требаше да покажат нешто, па подоцна нели дојде до смена на името, на такви работи. Сега дојде да се спушти малце нивото, ни доаѓаат поранешните браќа, би рекло, по држава, Хрватска, Словенија. Не знам, не би коментирал, би се воздржал, имам некој своје мислење, но ќе го задржам за сега. Дејан, ти благодарам овдека за ова твое гостување, ако може така слободно да кажам. Како гостување, јас сум во нашата емисија. Вие сте гости, јас сум домаќин. Во утрински печат ти благодарам уште еднаш, како што напомена ти, веќе во студиото е мојот прв гостин за денеска, тоа е добро познатиот ваши наш професор или аналитичар, професорот Методи Хаџијанев. Па предлагам на режијата да одиме со краток џингл и реклами и да се вратиме во студиото.